Добро вечер, почитувани гледачи. Утре во Рим, папата Франциско ќе ја прогласи за светица скопјанката Гонџа Бојаджију, позната како мајка Тереза, рековме за светица, и на овој светски настан ќе присуствуваат стотици, илјадници луѓе гости и бројни делегации од целиот свет. Таму ќе има и македонска делегација, предводена од претседателот Ѓорги Иванов. Во делегацијата, бројната делегација, главно ќе присуствува и Никола Груевски, Зоран Заев, министерот за надворешни работи Никола Поповски, министерката за култура Елизабета Канчевска Милевска, делегација на Католичката црква во Република Македонија, делегација на Македонската православна црква Охридска архиепископија, градоначалникот на град Скопје, членови на семејството на мајка Тереза и други бројни гости, директорката на заедницата за Комисијата за односи со верските заедници и многу други граѓани на Македонија посветени на делото на мајка Тереза. И она што е важно е дека Македонија, Албанија и Индија ќе имаат посебно место на оваа свеченост како земја од каде што мајка Тереза потекнуваше, се роди, но и каде што работеше. Еве на овие неколку теми ќе разговараме со моите вечерашни гости, професор доктор Цане Мојановски, добро вечер, и монсеньор Антун Цирмотич, добро вечер. Монсеньор Цирмотич, несомнено утре ќе биде важен настан со многубројни гости, ќе има пренос на многу јазици, целиот свет ќе биде соочен со овој голем настан. Дали е тоа настан важен само за католичката црква или има и пошироки размери, бидејќи не само католиците, туку тоа ќе го следат и сите останати во светот? Ако се знае дека мајка Тереза не работеше во својот живот само тоа што би припаѓало на католичката црква, туку таа беше отворена за сите луѓе и заправо најмалку работеше за католици, најмногу работеше за тие што не се католици, така да мора да се каже да овој настан има универзално значење, јас би рекол, за сите луѓе во цел свет, бидејќи тоа што е најважно кај мајка Тереза, тоа е љубов, а љубов е универзална. Љубов не се ограничува ни на католицизмот, ни на православието, ни на исламот. Љубов е универзална категорија и би требало сите луѓе да се обидат да ја реализират во својот живот, ако не така како мајка Тереза, али да се обиде секој, барем нешто од тоа да го оствари во својот живот. Таа не случајно рекла, значи светот не е гладен само за леп, туку и за љубов. Да, и заправо јас имав повеќе контакти со неа, таа ми зборуваше колку луѓето имат потреба за љубов, колку има луѓето што се осамени, што се често пати на работно очајание, што се во опасност да направат некој незгодан потез во своето живење, и најголем подарок што може да им се пружи, тоа е да им се покаже дека се сакани. Секое човечко суштество има најдлабока потреба да биде сакано и да сака. И тоа е љубов. Љубов не е еднострана. Љубов има две димензии. Да сакаш и да бидеш сакан. И колку си повеќе сакан и колку повеќе сакаш, толку си посреќен. Луѓето се залажуваат, сметајќи дека со пари ќе станат сретни. Тоа е само залажување. Вистинска среќа се остварува само во тоа да бидеш љубljен и да љубиш. Професоре Мојановски, се уште има полемики околу, барем балкански полемики околу мајка Тереза. Таа потекнуваше од тука, од Скопје. Незината слава и големина веројатно е причина што се уште нашите балкански менталитети сакаат да ја придобијат за да се идентификуваат со незината големина, барем така мислам јас. И албанците, и македонците, и власите, и оние на Косово, бидејќи таа на некој начин беше врзана со овој регион. Родена во турско време, рано замина во време на кралството Југославија,
па се враќаше неколку пати кога беше повоена Југославија, па сега независна Македонија. Значи, малку околу на балканска димензија за мајка Тереза, за овие општествено-политички прилики. Прво, добро вечер за гледачите на ТВ Нова. Утре е значаен ден не само за католичките верници или верниците од католичка вероисповед, туку за сите луѓе кои во чија основа е добролюбието и човеколюбието, и во таа смисла на католичката црква, на верниците, на македонските граѓани, посакувам им честитам за овај значаен настан, за една вредност и едно име кое од утре постанува дел на светските вредности, ќе се почитува и ќе се гради култ кој според религиските сваќања и религиската практика ќе представува водилка за поединецот во остварувањето на вероисповеданието и во задоволувањето на очекувањата или желбите. И во таа смисла за секој македонец, не само католик, и за секој македонец или човек од Македонија е значајно што утре, сакајќи или не сакајќи, ќе се зборува за светицата од Калкута, за светицата Тереза од Калкута, за мајка Тереза, како ние ја именуваме во годините, за Гонџа Бојаджију, како е во крстените книги, за името кое што во последните години е препознатлив знак за мноштво институции и објекти во Македонија, Косово и Албанија, за името околу кое што се преплетуваат интересите кои честопати забораваат дека во нејзината активност и димензија не беше врзана нити за македонските, нити за албанските, нити за косовските простори, туку беше врзана за просторите на Азија, во една земја во која што имаше изнемоштени, болни и гладни луѓе, и чие што судбина беше така поставена да одишката и подавањето на раката на мајка Тереза беше излезен или спасителен момент кој им го продолжуваше или олеснуваше животот. И во таа смисла, сите дебати кои кај нас се отвараат од типот на дематата чија е Александар Македонски, чија е мајка Тереза и така натаму, само покажува дека ние се уште во зреењето кое што го имаме на Балканот и на балканските простори, не можеме да се ослободиме од багажот и притисоците кои дневно не притискаат или се наменети за определени краткорочни цели. Во таа смисла, мајка Тереза подеднакво им припаѓа, како што да речеме, и многу други историски личности кои го задолжиле човештвото, подеднакво им припаѓаат прво му припаѓа на христијанскиот круг во целина, потоа му припаѓа особено на католичкиот круг како целина и му припаѓа на луѓето затоа што во основата на нивното спомнување се наоѓа нешто што е надвор од границите на етничката, религиската или значи на човечката димензија. Таа човечка димензија се нарекува добролюбие или човеколюбие. И кој ќе погледнете содржината на животот на светицата од Калкута или на мајка Тереза како ние ја именуваме и утрешниот настан, вие всушност ќе сватите дека ние од утре на светот му подаруваме или сме дел на еден подарок кој што е резултанта на една долгогодишна макотрпна работа на поединец во грижата на унесреќените, на гладните, на болните, особено на болните кои често пати се основа да не ја покажуваме човечката димензија. Кога се подготвува за доаѓањето овде и кога прочитав дека мајка Тереза со своето училиште, со своите сестри, со редот со кој го воспоставила, се грижала за лепрозните. Одма во преден план ми дојде еден наш однос како ние се однесувавме кон луѓето кои што знаевме дека имаат сида. И кога ќе ги погледнете тие две практики, ќе сватите дека станува збор за една димензија за која што не можете да ја ставите во нашите контексти. Таа е родена во Скопје. Во интервјуата кои ги даваше или кои имаше прилика да ги даде за нашите медиуми,
вели дека таа е скопјанка, дека дома се зборуваат на скопски, но факт е дека нејзините родители дошле од Косово и така натаму, дека припаѓала на генерацијата која што играла на скопскиот делешен плоштад, која одела редовно во црквата Исусово срце, во која што пеала во тамошниот хор и така натаму. Од тука заминала во манастир на Шарпланина и така натаму. Значи, целокупниот тој живот покажува дека таа потекнува од ова подрачје. Так. И во тие прашања, кога ќе ги ослободиме од Дневна политика, дневните потреби или од потребите за задоволувањето ќе сватиме величината на митовите. Ние всушност ќе сватиме дека големината на луѓето не ја чинат секогаш само потеклото, туку содржината на активностите, делата кои што тие ги создаваат. Ние ќе говориме за... А мајка Тереза е еден добар пример и веројатно за добра инспирација за сите нас. Ќе сакам отец Цилимотичи главно околу активностите што таа ги имаше во текот на животот. Но ако сме веќе уште на Балканот, уште малку да се задржиме тука, не секогаш се очекува од млади луѓе, како што беше Гонџа во времето на раѓањето и на првите сознанија околу католичката наобразба тука во турско време, така, дека од незе ќе произлезе она што сега станува до степен на светица. Како вие го објаснувате тоа? Важно ли е незините почетоци дека почнале тука, дека нашла некоја клима, некоја погодна почва за семето, за ширење на она што подосна таа ќе го работи со незиното сестринство, таа хуманизам, хуманост, припадноста на католичката црква? Видите, токму тоа е многу значајно да се објасни, бидејќи многу луѓе зборуваат само дека се родила во Скопје, а не е најважно што се родила во Скопје. Може било каде што е она формирана, едуцирана, изградена како личност во Скопје. Таа во прв ред многу должи на својата мајка, која беше многу добра жена, која водеше редовно во црква и со себе ја водеше и имала своја ќерка Гонџа. Така да мајка Тереза на едно место вели дека секој ден била во црква. И навистина таа беше едно интелигентно младо девојче, спретно, темпераментно, кое учествуваше во сите активности во католичката црква. Не само во молитвите, туку и во пеење, туку во приредби што ги организира, во излетите, насекаде таа беше присутна и активна. Така да би можело да се каже, беше своевидно изненадување да една таква интелигентна, темпераментна девојка да се определи за монаштво. За многу луѓе тоа беше изненадување. Втор елемент кој е многу значаен за нејзина едукација и формирање, тоа е токму црквата. Тогаш беше парох во Скопје, патер Фрањо Јамбрековиќ од дружба на Исусовци. Тој беше многу активен, многу работеше со млади луѓе и на едно место мајка Тереза вели дека тој ме доближи до Исус, тој ме поврза со Исус Христос. Тоа значи негова едукација и помогнала многу да не само да го запознае Исуса, туку и да го засака. Трети елемент кој исто така е значаен, за кој веќе си никој не зборува, тоа е улога на владиката тогашен, тоа беше Иван Фрањо Гнидовец. Тој човек беше едноставен, скромен, понизен, живееше како сиромах, иако сите своји средства што имаше ги даваше на сиромасите. И то без оглед на тоа која националност, која верска припадност, тој даваше на сите што сметаше дека им е потребна негова помош. И тоа што е интересно, сите го сметаа како свет човек, и католиците, и православните, и муслиманите. Сите го среќаваа со голема почит и го сметаа како светец. И навистина сега се води постапка и тој да биде прогласен
светец. Духовниот водач фактички на младата. Тоа беше тогаш владика бискуп во Скопје и сметам дека негов пример, таа конкретна љубов, зашто многу е лесно да се зборува за љубов, ама многу е тешко таа да се практикува, да се живее. А тој може би малку збореше за љубов, ама ја практикуваше, живееше и со тоа сметам дека изврши големо влијание на млада Гонџа Бојаџију. Треба да се додаде може би уште едно, тогаш исусовците имаа тие мисиски часописи кои пишува многу за Бенгал, за работа на мисионерите во Индија и таа ги читаше тие часописи и сигурно и тоа влијаеше на неа. Бидејќи сакам да ве прашам во овој втор дел околу заминувањето, бидејќи како да има еден скок наеднаш во читањето на биографијата, таа е родена тука и на 18 години замина во Калкута. Ќе направиме мала пауза, а потоа ќе молам овој дел на заминувањето да го објасните, бидејќи дојдовте до таа точка и влијанието за Калкута. Одиме со првиот блок реклами, а потоа продолжуваме на темата Мајка Тереза. Отворено студио на телевизија Нова вечерва говориме ден пред прогласувањето на Мајка Тереза за светица во Рим со монсенјор Циримотич и професор Цане Мојановски. Оче Циримотич, споменавте влијанието локално тогашно врз младата Гонџа од известни луѓе тогаш важни во ова општество, во незиното обкружување. Јас споменав дека наједнаш кога ќе читате се пишува дека замина за Калкута во Индија. Прво ме интересира зошто заминува млада. Тоа е, ми се чини и сега многу храбар потек, бидејќи младиве да ги праќате на студија во странство, па нема да отидат и ќе го платите целото школување. Таа заминува многу далеку. Зошто оди прво во Ирска, ми се чини, а потоа во Индија? Ево овие две прашања, ако може да ги споите. Видите, добро поставивте тоа прашање. Мора да се разбере дека таа духовно созреваше благодарение на католичката црква, благодарение на нејзина мајка, благодарение на сите тие личности што беа тука. И има еден значаен елемент, таа се молеше пред статуата на Пресвето срце Исусово. Таа стара црква што беше на плоштадот, беше посветена на Пресвето срце Исусово, исто така и нова катедрала е посветена на Исус. И во нова катедрала има таа статуа што не поврзува со старата катедрала, али која е многу значајна за Мајка Тереза, бидејќи таа пред таа статуа се молеше, размислуваше и чувствуваше таа љубов на Исус Христос, бидејќи срце Исусово представува љубов која Исус Христос има кон сите луѓе. Таа љубов се покажа во тоа што тој го даде својот живот на Калварија, беше распнат за спасението на сите луѓе. И таа во тој контакт со таа статуа, поточно со Пресвето срце Исусово, созреваше духовно и дојде до тој степен да се определи да стане монахиња, целосно да му се даруе на Бога и на луѓето. Така да може да се каже дека цела иднина и се што таа работеше во иднината имаше темели тука во Скопје, во нејзина духовно формирање. И да немаше она таа внатрешна духовна зрелост, никогаш неќе се определише да оди во манастир, да стане монахиња и целосно да се даруе на Бога и на луѓето, бидејќи тоа е многу крупен корак. Знаете, особено за едно такво девојче што, повторувам, беше интелигентно, способно, темпераментно, живо, тако да се определи да оди во манастир, тоа мора да биде внатрешна, длабока одлука. Како изгледаше патот? Како отиде за Ирска? И зошто за Ирска? Од тука тргна со воз за Загреб. Од Загреб потоа отиде во Ирска, бидејќи во Ирска тие монахини од Лорето, Лорентинки, има тамо свој центар и она прво отиде во тој центар и беше тамо кратко време,
a потоа замена за Калкута. На 6. јануари 29 година таа стигна во Калкута, а од тука отиде во 28. Така. Господин Мујановски, не знам дали повеќе е интересни тоа време, политичко, бурно време на обштествени политички промени, колку црквата воопшто имала влијание врз луѓето, дали бил остров на себе наоѓање во такви кризни времења, на премина од едно во друго, распаѓање на Турската империја, почетоци на едно војни и така натаму, и не само католичката, сите воопшто, сите цркви, сите религии измешани од секогаш биле на нови простори. Значи, прво, по податоците кои ќе погледнете, Скопје некаде во 1873 година е град со 35.000 луѓе, од кои 15.000 се христијани, ние во статистиките ги пишуваат македонци. Ако гледате уставот за идното државно уредување, проектиран во 1878 година, Македонија се проектира како заедница по која што етничко-верските структури ќе го чинат составот на идното собрание. Ако ги гледате пописите кои се водени во тој период, тие се водат како муслимани, христијани и така натаму. Многу тешко се зборува за етничките димензии како сега. Почетокот на 20-тиот век за Македонија е карактеристичен по тоа што Османлиската империја се наоѓа во фаза кога покрај тоа што е во политичкиот жаргон наречена болесникот на Босфорот, а објективно не функционира како држава. Последиците од Илинденското востание, потоа последиците од Младотурската револуција се оставаат трајни белези врз населението во Македонија и затоа Скопје непосредно пред Балканските војни и по Балканските војни се намалува за разлика од другите градови или од нормалниот развој. Значи, ако погледнете Османлиската империја во тој период и ќе погледнете дека организираните заедници во Македонија или на подрачјето на империјата на денешниот Балкан во основа се темелеле на верските организации. Иако и тука биле прашањата различно поставени. Исламската или заедница во рамките на Османлиската империја имала статус на официјална или на поддржана од режимот. Православната имала значителна подкрепа и влијание од царска Русија и таа особено влијаела на другите малцински групации, да речеме како што била католичката. Па затоа да речеме една од причините зашто родителите на Гонџа Бујаджију се преселиле од Призрен во Скопје е резултантот токму на таквите движења. Ако се подсетиме малку поназад, едно 200 години пред тоа, со Полјанската или со Кукушката парохија или епархија и прашањата кои тогаш се отвори и преминувањето на тој дел од верниците под јурисдикцијата на Римокатоличката црква, на папата и формирањето на силна, како кај нас ја нарекуваат византиско-словенски ред во рамките на католичката црква, тоа ќе видите дека објективно прибежиштето, исто така ако имате предвид дека во тој период се засилиле за активностите на српската и на бугарската црква, значи покрај Цариградската патриаршија, и речеме ако читате еден Мирчев кој во почетокот бил учител во Богданци и така натаму, и кога погледнете непосредно пред првата светска војна, значителен дел од македонските села има екзархијата отворена училишта. Значи, тој црковно просветен живот во Македонија е особено интензивиран. Интензивиран е кај православните од овие 3 диецези, од
грчката представена преку Цариградската патриаршија, од српската и бугарската, и католичката црква преку ми се чини, не знам, ако не сгрешам, латини ги нарекуваат во пописите. Да, ќе објасниме зашто ги... Тоа станува збор за еден од редовите во рамките на оваа црква. Значи, објективно и групирањето на луѓето се врши по таа основа. Ако ги преслушувате некои од сведоштвата по кои ние од Тренчевски ги има собрано и посебно објавено во едно CD, посебно да речеме овај сведочењето на една од другарките на Гонџа Бојаджију за животот во Скопје. Очигледно станува збор за времето на крајот од Првата светска војна, зашто таа родена 910 година, објективно некаде 18-19 година, или потоа настануваат овие сведоштвата, зборува дека во рамките на црквата Исусово срце е организиран целокупниот културно-забавен, просветен живот, дека Гонџа Бојаджију имала извонреден глас, дека постојано пеела соло, дека редовно ги посетувала сите активности во рамките на црквата. Ако имате предвид дека таа рано го изгубила татко и на 9 години и така натаму, живеела со мајка и брати, нејзината постара сестра била една од најдобрите, барем така ове читаме од документацијата, една од најдобрите шнајдерки која препознавале во Скопје. Не била мажена и така натаму. Цел тој контекст на воените преплетувања, на положбата на семејството, на општествениот амбиент, на новите односи кои се создадени после Првата светска војна со вклучувањето на овој дел од Македонија во рамките на кралството СХС. И потребата од нови дефинирања на идентитетите на ова население. Тогаш можете да најдете општествена погодна почва, имајќи ги предвид и овие димензии за кои што монсенјор Цилимотич зборува, посебно духовното воведување во содржината на религијата и нејзиното практикување, да предизвика порив кај поединецот да се посвети на еден таков тип на вредности кои што не се вообичаени и често пати кај нас предизвикуваат мношто прашања. Затоа што се поединечни и затоа што се малубројни во вкупното население. Тоа и денес исто така, кога ќе чујате дека некој влегува во монашки ред, често пати ги поставувате сличните прашања зошто тоа го чини. Тоа го чини затоа што ние како суштества имаме 3 неприкосновени слободи кои што се само наши. Тоа е слободата на мислата, слободата на уверувањето и слободата на вероисповеста. Тие три слободи ние ги нарекуваме како слобода на совеста, која што објективно е подрачје во кое што не можете да определите било каков механизам во кој што ќе можете да бидете сигурни дека ќе предизвикате определени резултати. Сепак, значи, напуштајќи го регионот, оди многу далеко, во Индија. Дали е Индија во тие времиња едно од најсиромашните места на светот, каде што таа токму одбира да помага, да делува, или пак некоја линија на она од преку Ирска, каде што велите дека таму се замонашува, ја испраќа таму, или тоа е редовна рута каде што оди, или е на некој начин место каде што се одат сите оние кои што сакале да помагаат, да ги воздигнат најсиромашните кои што живееле во тоа време. Да се вратим само на оно што професорот рече, латини. Во тоа време не е бил истакнат национален елемент, туку верски или верска припадност. И католиците ги нарекувале латини, поради тоа што тогаш латинскиот јазик бил службен јазик во црквата и се применувал во сите служби, во сите литургии, и заради тоа католиците ги нарекувале латини.
Така. a oni nemат врска ништо со истински латини, ама заради јазикот, тоа го. Сега да се вратиме на ова. Видите, во католичката црква има многу заедници кои ги нарекуваме редови, и машки и женски. И таа можела да одбере некое друго општество. Меѓутоа, бидејќи тие сестри се биле многу ангажирани во Индија и помагале таму, таа се отпределила, тоа значи веќе тука во Скопје, таа Знаела знаела каде оди и знаела што сака, и поради тоа се определила да оди во тоа општество, монашко општество, кое е било ангажирано во Индија. Јасно, целта е да се помогне на тие сиромашни луѓе кои имат најголема потреба. Инаку, тако гледано, она е можела да одбере било која заедница во католичката црква и да се ориентира во некоја друга насока, бидејќи сите тие монашки... Како да го одбрала најтешкото, тоа сакам да кажам. Да, така е. Го одбрала најтешкото, најзначајното, да се помага на најсиромашните, на болните, на старите, на осамените и така. Но тие што редовно луѓето не обршат И не се откажат, цел живот го посвети на тоа. Не само што не се откажат, него континуирано расла во тоа, се повеќе го оспарувала тоа што го одбрала. Таму стана мајка, не случајно името мајка Тереза. Тоа што го одбрала во Скопје, како млада девојка. Она е названа мајка, названа е и Ангел на Калкута. Тоа е назив тамо и дале тој назив, бидејќи таа одеше по улиците на Калкута и ги собираше тие отфрлени. Знаете, човек готово не може да верува. Еден случај беше жената и синот го зеле таткото, односно мажот, на тебе, бидејќи тој организмот се распаѓаше и тоа е, кога човечки организам се распаѓа, тоа е многу тежак смрад. Тие не можеле да го поднесат тоа и жената и синот во тебе го изфрлиле на тротоар. И сега доаѓа мајка Тереза со своји сестри, со исто тебе го носи во своја куќа, каде што е организирала центар за такви луѓе, да проживее уште малку колку му е дал Господ како човек и да умре како човек. Тоа е херојство, луѓе. Тоа е херојство. Тоа обичен човек тоа не може да го прави без посебно влијание на Божјата милост и Божјата помош. И токму тука е таа внатрешна димензија на која луѓето малку внимаваат. Јас се сеќавам кога доаѓаше мајка Тереза во Скопје, новинарите ја прашуваа за многу работи, ама не можеа да разберат дека тука е таа внатрешна религиозна димензија, внатрешна духовна ориентација, определба на мајка Тереза. Таа во секој човек, рече, го гледа Исус Христос и му помага, бидејќи во него гледа Исус Христос. Тука е тоа, знате, значајно. Мајка Тереза не може да се разбере само на човечка димензија. Тоа е само со длабока религиозност, длабока љубов кон Исус Христос во сиромавиот, во стариот, во болниот и така. Како резултат на општествено признание за незиниот труд околу сиромашните и болните, таа ја добива Нобеловата награда за мир во 1979 година. 11.11.1979 година. Тоа е, видите, едно признание кое има едно широко значење. Тоа значи цел свет видел што работи мајка Тереза и цел свет тоа го почитува и го цени. И ово признание е израз дека навистина тоа е големо дело, тоа е херојство што го прави мајка Тереза. А интересно е кога доби Нобеловата награда, во својот говор, секој пат кој тој што добива награда има говор по тоа, таа рече: само со вистинска љубов може да се реализира вистински мир. Ќе прекинеме тука кај Нобеловата награда за мир, бидејќи сакам да отвориме на ново поглавје за кое што ќе говориме, за кое што утре
се собира светот, но први да ги погледнеме вториот блок реклами. Монсеньор Циримотич, дојдовме до Нобеловата награда за мир, што таа 79-та ја доби. Живите на живите им даваат награди. Меѓутоа, утре таа ќе добие нешто многу повеќе. Таа ќе добие нешто по незината смрт. Ќе стане светец. Светец не се станува за ниедно добро дело додека го правите, додека сте жив. Да, тоа е во католичката црква е тоа позната практика. Никогаш жив човек не го прогласува за свет, бидејќи според учењето на католичка црква, додека е жив човек, може да се определи за добро, а може да се определи за зло. Тука е таа големина на човекот, што е свесно, слободно суштество, кое може во секој момент да се определи за добро и да се определи за зло. Така да има многу луѓе што го фатиле последниот вагон, се покаяле, добиле опростување за своите гревови и се спасиле. А има луѓе кои долго време во својот живот живееле како без религија, без вера, ама еве ти можност да се определи човек во секој момент за доброто или за злото. Да, ама таа цел живот беше посветен, не правеше добри дела, не може да стане светец. Значи, после незината смрт, тој процес сега. Не, видите, она е како жива станала светица. Видите, светост е во љубовта. Колку човек повеќе љуби, толку е по-религиозен, толку е по-свет. И таа со своето живење станала светица додека била жива. Само од црква не можела да биде прогласена како светица додека е жива, бидејќи реков, човек е слободен и може да се определи до последниот момент. Има своји правила католичката црква и сега го поминува тие неколку фази, етапи. Да, сега ќе го објасним јас тоа, да се покрене постапка за некој да биде прогласен блажен, односно свет, мора да биде така наречена фама санктитатис. То значи мора он да меѓу луѓето има почит како светец. То значи да го сметат додека е жив како светец. Зошто? Поради тоа што покажал вистинска љубов кон Бога и кон ближниот во херојски степен. И тогаш за тие што имале таа фама санктитатис, то значи глас дека се свети, за тие тогаш почнува процес, то обично во бискупија да се покренува тај процес, во кој комисија сослушува луѓе што ја познавале. Локална бискупијата каде што... Да, што ја познавале, што имале контакт со неа, конкретно тука. Да. И нивни сведоштва мора да ги пишат и позитивно и негативно. Све мора да биде запишано. И тогаш комисија ги оценува тие изјави и ако дојде до заклучок дека навистина е таа личност позитивна, тогаш се очекува чудо. То значи, ако некој е светец, тој е кај Господ и тој е сакан од Господ и тој може да не застапува пред Бога да моли за наши потреби. И ако он моли за наши потреби и Господ изврши чудо по неговите молитви, со тоа Господ признава дека е тој човек навистина светец. Така да мајка Тереза имаше прво чудо, една жена што беше од рак тешко болна, на молитва на мајка Тереза, таа беше оздравена одеднаш. И тоа е чудо, видите. Не е чудо ако по медицински пат може нешто да се оствари. То не е чудо. Него ако надвор од медицинските можности, то значи тоа што не може по медицинскиот пат да се оствари, а се оствари... Таа не го излечи лично, туку молитвите, сликата од мајка Тереза. Нејзина молитва, молитва на мајка Тереза од Бога измоли таа милост да тој човек оздрави, да таа жена оздрави од
рак. Ама по незината смрт, значи По незина молитвата молитва. кон мајка Тереза, не се молеше, мислам, за време на живот. Да, се молеше на мајка Тереза. На мајка Тереза да влијае кон Господ. Да измоли од Господ. Да излобира. Да измоли од Господ тоа чудо оздравување на тој болниот. Тоа беше прво чудо и врз база на тоа чудо беше она прогласена блажена 2003 година. Така наречена беатификација. Беатификација. Потоа се чекаше второ чудо за да биде прогласена светица. И второ чудо се случи. Еден млад човек Во Бразил. беше на умирање, се чекаше само да умре, со тешко оштетување на мозокот, за кое нема никакво лекување, никаква можност, никаква медицина, то не може да помогне. Членовите на неговото семејство и пријатели сите молеа доктор отиде да му помогне да умре и се врати изненаден. Тај човек не е више тој што го он оставил. Одеднаш оздравил од таква болест од која нема оздравување, знаете, со такво оштетување на мозокот нема никаква помош, никаква медицина не постои што може тука да помогне. Видите, тоа е чудото. Значи Господ потврдува дека мајка Тереза е светица, бидејќи ја прифата нејзина молба и по нејзин заговор, по нејзина молитва, чини чудо, оздравува тој човек од таква неизлечива болест. И то во агонија, знаете, он беше во агонија, умираше. Значи, папата Јован Павле ја почна процедурата за беатификација, папата Францис е второто чудо фактички кога се случува и папата Јован Павле II ја прогласи блажена. Ја прогласи блажена после првото чудо. Така, после првото чудо. А Францис после второто чудо веќе ги исполни условите за ја прогласува светица. Мислам дека е добро да го погледнеме и прилогот на колегата Матеја, кој го кажува токму што ова монсенјор Цилимотич ни го објасни, но ете уште еднаш да запомни која е таа процедура во рамките на католичката црква, по кој се доаѓа до овој степен за да се биде прогласен за светец. Католичката црква процесот вообичаено е долготраен и се случува долги години по нечија смрт. Првото правило е дека треба да поминат 5 години откако еден човек ќе почине за официјално да започне процесот, но исклучок може да се направи со одлука на папата. Периодот на чекање е за да се смират емоциите по смртта и случајот да биде објективно оценет. Процесот за мајка Тереза започна помалку од 2 години по незината смрт со одлука на тогашниот папа Јован Павле II. Во втората фаза, бискупот од епархијата каде што починало лицето, треба да отвори истрага за неговиот живот, со цел да се утврди дали тој бил доволно свет и доблесен за да биде прогласен за светец. Барање за отворање на ваква истрага од епархот може да побараат и религиозни групи. Потоа се собираат докази од животот и делата на индивидуата, вклучувајќи и искази на сведоци. Доколку има доволно докази, епархот треба да побара дозвола за отпочнување на процесот од конгрегацијата задолжена за преиспитување на кандидатите за светци. Позитивниот одговор на ова тело значи дека лицето може да се нарекува Божји слуга. Третиот чекор започнува со анализирање на доказите од страна на специјалната Ватиканска конгрегација, доколку тие исто како и епархот одлучат дека има доволно докази дека работата на лицето била света и честна и дека нивниот живот бил пример за верниците. Случајот стигнува до папата. Тој одлучува дали овој човек имал херојска доблест и со тоа дали ќе ја добие титулата преподобен. Четвртата фаза е наречена беатификација и за таа да се случи треба на особата да ѝ се припише чудо кое се случило преку молитви во негово име по смртта. Ова се толкува како доказ дека човекот се наоѓа во рајот и може да посредува кај Господ за одредени услуги. Така наречените чуда ги потврдуваат експерти од Ватикан. Доколку тоа се утврди, лицето го добива епитетот благословен. Исклучок од ова правило може да има за мачениците, односно за оние кои загинале за својата вера. Тие може да бидат беатифицирани без да им биде припишано чудо. Во случајот на мајка Тереза, папата Јован Павле II во 2003 година го прифати како автентично чудесното лекување на индиката Моника Бесра, која имала тумор во стомакот. Според информациите, жената се опоравила откако на незиниот стомак била ставена слика со ликот на мајка Тереза. Петти и последен чекор во прогласувањето на светец е канонизацијата. За ова да се случи, потребно е на индивидуата да й биде припишано и второ чудо, кое ќе биде потврдено од Ватиканската комисија.
За време на оваа церемонија папата одржува специјална миса на која се читаат неговите животни дела, а потоа се кажува и молитва на латински со која лицето се прогласува за светец. Минатата година папата Франциско го призна второто чудо на мајка Тереза за лекувањето на еден бразилец со повеќе тумори на мозокот во 2008-та. Наводно човекот неочекувано се опоравил, откако неговиот свештеник се молел на мајка Тереза за интервенција. Уште едно подсетување за оние гледачи кои сега се вклучуваат во програмата на телевизија Нова, отворено студио посветено на прогласувањето за светица на мајка Тереза. Разговараме со монсенјор Антун Цилимотич и професор доктор Цане Мојановски. Дојдовме до точката на прогласувањето. Двете чуда што требаше да бидат признаени од високите лица и процедурата на католичката црква, кои што се исполнети и утре затоа мајка Тереза веќе завршната фаза ќе биде прогласена за светица. Така за светица. Но во текстовите кои што следат, бидејќи никогаш нема апсолутна согласност околу тоа, процедурата што ја слушнавме и од монсенјор Цилимотич и од прилогот на колегата, говори дека постапката е доста логична. Значи се тргнува од дното, таму каде што личноста действувала, се бара докази, сведоци, постапката трае подолго време, не е тоа на брзина одлучено да се случи тоа, но точката на како да наречам, кога се станува свет, значи на успешноста на исполнувањето на двата клучни момента, да стане светец, е веќе нешто друго. Не сте обичен човек, станувате светец. Честопати и сега е проследена со контроверзи дека тоа не било баш така, дека докторот го лечел подлого време, дека бил на медикаменти, дека да, се случило чудо, но дека не е баш заради молитвата, туку и заради действувањето на лековите. Професоре, прво процедурата е обштествена една категорија, процедурата за утврдување. Звучи како за секоја друга постапка која аплицирате за некоја друга награда или припадност во некој клуб или издружение. Значи се бара да се аплицира докази за тоа. И таа е во ред. Овој дел на прекинот е малку чуден кога се станува нешто повеќе од она што сме тука. Како ви го објаснувате? Значи ние зборуваме за две нешта. Значи првото нешто што треба да го имаме предвид, дека прогласувањето на светица е постапка која се реализира во рамките на верска заедница. Значи на вероисповедание. Кај христијаните е тој пристап и кај православните и кај католиците за конкретни. И таму постојат определен број на правила, кои дали ние, да речеме, од аспект на пристапот кој го имаме во објаснувањето на стварноста, секогаш ги задоволува сите критериуми, е друго прашање. Значи, ние и овде ова што слушавме од монсенјор Цилимотич, всушност станува збор за еден утврден ред во католичката црква и тој објективно со положбата светец, со култот кој го носи кон себе, доминантно ќе е ориентиран кон католичките верници. Она за што на почетокот зборувавме. Содржината на делото за кое што зборуваме на светецот е многу пошироко од религиските рамки. Второ, ние во современиот свет имаме значителен број на вероисповеданија и на религиски системи. Дури имате и став дека немате верска определба, сте атеист, што исто така е легитимно право. Затоа зборувавме за прашањето на уверувањето. И не можете да очекувате во рамките на тој, да речеме, сетете се за дебатата околу чистењето или на фреските во Свети Димитрија, или мироточењето на иконата Тајта. Дека во општеството настануваат дебати. И имате ниво за кое што католичката црква го уредила со правила и вели дека ако имате конзилиум на лекари кој ќе ви потврди и така натаму, тогаш тоа постанува доволно.
тоа сигурно дека нема да ги задоволи сите критериуми на различните Кои се надвор од терористи. таа религија. Значи, ние во овој случај, бидејќи станува збор за настан за кој што е врзан за доминантно, да речеме, за соверски карактеристики утре, но тој објективно има и културолошки, и општествени, и човечки димензии пошироки. Значи, тие две димензии се присутни во разговор. И монсеньор Цирмотич, објективно, како човек кој што цел живот го посветил на верата, на вероучението, на вероисповеданието, е легитимно да го брани тој став. Тој не вели дека нема во светот други дебати. Тие исто се така легитимни се додека не постанат толку очигледни за да можете да го промените ставот. И затоа, за да се избегнат таквите можности, во овие организации постојат определени процедури. Но сепак треба да имаме предвид дека станува збор за религиски систем, за воспоставен систем на утврдување на вредности кои повеќе или помалку. Прво постануваат дел на таа заедница, а потоа постануваат дел и на пошироката заедница. Целокупниот културен круг кој ние го поседуваме е резултат на токму на таквото влијание. Ова што сега доаѓа, да речеме, од Блискиот исток, преку бегалскиот бран, преку постоењето на различни верски системи. Имате потреба сега да се барате себе си, да ги познавате тие вредности. Зошто ако ги познавате, ќе ги почитувате. Ако ги почитувате, ќе му изразувате соодветен однос кон поединците кои се определили да веруваат во такви. Затоа зборуваме дека слободата на уверувањето е една од оние слободи кои што се неприкосновени во човековото објаснување. Што е човекот? Човекот всушност не е само биолошко суштество, туку е човек кој што има систем или на вредности, на верувања, на практики кои него го чинат посебен во везави другите. И во таа смисла ние можеме да прифатиме повеќе или помалку во зависност од тоа какви се вредносните ориентации или верските ориентации, можеме да се согласуваме или не согласуваме, но мора да го почитуваме тој став дека станува збор за прашање кое што апсолутно ќе собери значителен број на верници на плоштадот Свети Петар во Рим, ќе биде медиумски пренесуван, ќе постани основа за придвижување на илјадници луѓе во верските храмови на католичката црква, ќе го зајакнат култот и ќе го поттикнат интересот за човекот и човеколюбието, што е една од пораките кои навистина треба да имаме предвид кога се обидуваме да го објасниме. Затоа беше вашата реакција докога следевме прилогот на творчето наводно. Да, видите, ово што објаснуваше професор, разбирливо е дека луѓето имат своји погледи, своји ставови и не може човек да очекува од некој кој е неверник, кој е атеист, да прихвати дека тоа е чудо, бидејќи тој не верува во Господ, па не може да верува нити во чудо. Тоа е сосема разбирливо и ние имаме полно разбирање за такви ставови, али со тоа не се менува реалноста, бидејќи католичка црква е ептен сериозна заедница и ептен солидна во тие работи, така да она не прифаќа се што некој ќе каже. Може би имало десетина така што некои рекле дека се случило чудо. Црквата тоа не го прихваќа, него само кога комисија на стручни лекари ги анализира сите наоди, анализира сите терапии што биле применете и анализира резултатите од снимките и така натаму, и кога таа комисија каже ово се случило не како плод на лекарствата, туку на една друга необјаснива сила, што по медицинскиот пат не може да се објасни. Тогаш католичка црква прифаќа такво консилијарно мишлење, не на еден лекар. Еден лекар тој може да бил атеист, па не прифаќа тоа. Сосема разбирливо, тоа за нас не е интересно. Али кога цела екипа лекари, стручњаци, за тоа подрашје анализира сите документи, анализира се што е направено во лекувањето и доаѓа до заклучок овој резултат, ово оздравување не е плод на лековите, ни на поставки медицински, туку е нешто необјаснливо. Очи Цирмотички ве прашам. Тоа е. Да го современиме прашањето. Ќе се вратам на прашањето на почетокот дека
во католичката црква и секаде не се станува светец за време на живот. Еве зошто. Во последно време има многу луѓе кои што со биоенергија или со молитви или на друг немедицински или на парамедицински начин прават чуда. Излекуваат многу болни луѓе. Луѓето си го бараат спасот и редици од нив чекаат за излекување на чудотворен во или без наводници начин. Но овие луѓе не се светци. Да, Дали се тие атеисти или не се, не знам, но имаат некоја моќ со која што и помагаат на луѓето, да, но далеку се од тоа, а ги има и многу. Да, тука мора да се знае дека има излекувања која се на психолошка база. Ако е некој аутосугестијом кај себе изазвал некоја појава и сега на база на сугестија му се помага да се ослободи од тоа не е чудо. Католичка црква зема чуда која се наравно необјаснива, која не може никаква сугестија, никаква... Затоа и после смртта, затоа што... И така да, а освен тоа, католичка црква има тоа друга димензија, да некој биде светец, мора да живее како светец, мора да работи како светец, а не да прави бизнис, да печали на туѓе лаковерие и разбирате ме? Да. Така тоа, црква такви работи не ги прифаќа и... Останува уште малку време, ќе се вратиме на големиот настан утре во Рим. Телевизија Нова ќе врши пренос од целиот настан, колку што сум јас запознен и тоа е добро. Ќе бидеме дел од медиумското покривање во светот. Одлично. Програмата што Скопје ја прави, наречена Татковинска, е доста обемна и долга. Тоа е 7 дена, значи почнувајќи од 4 до 11, 11, дури ми се чини е по скопската шема круната на настанот, иако во Рим е на 4. Да не одиме во детали, но сакам да кажам, колку што разбрав, таа е направена како еден општествен религиски компромис во Скопје. Значи и градот, и државата, и сите религиски заедници се согласија околу начинот на одбележување. Тоа е многу значајно, бидејќи со тоа се признава дека ово не е само католичка работа, туку дека мајка Тереза има свое големо значење за сите во Македонија, и за католици, и за православни, и за муслимани, и за тие што не веруваат. Големината, вистинска големина останува големина. Дали некој верува или не верува, тоа е негова работа приватна. Али тоа што е големо, мора секој да го призна како големо. Тоа што го работеше мајка Тереза, тоа е толку големо да цел свет мора да призна големината на таа личност што тоа го направила, таа херојска љубов што таа ја остварила. И према тоа не само ние во Македонија убаво организиравме таа татковинска прослава, што тоа се покажува дека Македонија ја почитува, ја цени мајка Терезија, ја признава како голема и ние сите треба да бидеме горди што е таа наша сограѓанка, што таа се родила во Скопје и што е формирана во Скопје и така натаму, и тоа е на некој начин би можеле да кажеме своевиден подарок од Македонија на човештвото. Не само на Индија, него на човештвото. И ние имаме полно право да бидеме горди и да направиме се таа прослава да биде што по-ефектна и сите да ја доживеат мајка Тереза како своја. Професоре, вашето последно мислење околу програма на вистина таа ги обедини општествени групи. Мајка Тереза и нејзиното прогласување е вредност. Значи, ова што монсенјор Цериматој зборува преку големината, значи, ние сакале или не, утре во светот ќе бидеме посредно присутни. Не може да не заобиколат, да не споменат. Тоа е едната работа. Втората димензија е што покажува дека големите дела ги чинат мали луѓе. И дека големите дела всушност се резултанта на посветеноста на вредностите, на верувањето и на подготвеноста да ги примените таквите верувања, таквите идеали.
И тој е добар пример кој можете да го користите во било која прилика, како воспитен елемент, во кој што треба да покажете дека ако имате идеја, ако сте подготвени да вложите енергија за неја, за вредноста, да ја опредметите, тогаш нужно, ако не оваа генерација, тогаш генерациите кои доаѓаат ќе ви вреднуваат работата. И затоа е човечки да се сака човекот и да се помага и во таа смислата на живењето на човекот добива и утрешната прослава или утрешниот настан, јас така го наблюдувам. Тука може да се разликуваме, да речеме, заради верските убедувања, заради погледот кон светот и така натаму. Но тоа се димензии кои се сега второстепени. Првостепената димензија е ние имаме општествен настан, културолошки настан во цел свет утре. Еден мега проект кој се нарекува прогласување на светица. Во подтекстот значи дека ја вреднувате посветеноста на луѓето, на гладните, на изнемоштените, на оние на кои што им треба помош. А ние сме свет со такви карактеристики. Ви благодарам. Јас би додал само уште Само тоа. кратко ти мораме да Да, завршиме. само уште тоа би додал. Видите, овај настан би требало да биде потик на сите луѓе да размислуваат за своите ставови. Зашто превише луѓето се ориентирани на консумизмот, на хедонизмот, на егоизмот. А мајка Тереза со својот животен пример, со своите дела, не потикнува да почнеме поинако да размислуваме, да се ослободуваме од егоизмот и да водиме кон љубовта. И тоа е потик за сите нас во Македонија, али и пошироко во цел свет. Ви благодарам за убавите зборови, ви благодарам за гостувањето во ова емисија посветена на мајка Тереза и ве повикувам утре заедно да го проследиме овој настан со милиони луѓе во светот. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието. Довидување.